добро дојдовте сите. Премиерот веќе зборуваше за сите детали поврзани со инвестицијата и со резултатите кои што заеднички ги постигнуваме во изминатиот период, така што нема да ги повторам. Мене ми е навистина задоволство што можеме денеска после добри година дена разговори со компанијата и со нашите партнери од Магна да присуствуваме на камен темелник, иако работите искрено почна пред неколку недели. Само ќе споменам дека 600, најмалку 600 наши сограѓани од Штип или од целиот источен регион за некаде година дена или помалку од година дена дека ќе почнат да го остваруваат своето едно од основните човекови права, тоа е правото на пристојен живеечки пристоен живот. Мислам дека имаме грешка во слайдовите тука. Зборуваме за 850 евра, меѓутоа не е тоа плата просечна која што очекуваме дека ќе се исплати ќе се достигне во наредните неколку години од работењето на оваа компанија, што значи дека можеме преку посветена работа, повторно и ова уште еден доказ, да донесеме пристојна живеачка за нашите, значи конкретен бенефит за нашите граѓани. Нема да зборам многу, само ќе искористам можноста да изразам прво благодарност на председателот на владата, бидејќи во неколку клучни моменти во овие разговори со компанијата подметна свој грб, за да можеме да и се движиме побрзо да стигнеме до конечната одлука. Ова не е исклучок, овој проект не е исклучок, ова се случува со сите проекти кои што ги реализираме, така што најпрво благодарност за премиерот Ковачевски. Нормално благодарност за нашите партнери, пријатели од Магна, Рикардо, Дейвид, Бен, секако да не го забораваме и Горан, и Елена, Камила во позадина. Другиот Рикардо е тука, така што имавме навистина тешки преговарачи, апсолутно, меѓутоа на крајот беше она што беше договорено и за што беше пружено рака, го гледаме дека се реализира. Благодарно за тимот од Тирз, нема ги заборам. Значи и за Станка, и за Едо, и за Николина, и за Елени, за сите што дадоа придонес. Ова исто така се случува денески, секогаш тоа треба да го паметиме, бидејќи Тирз не е Јован, Тирз се многу луѓе кои што стојат позади ова и кои што го овозможуваат ова да се случи. Нема да го заборам, ќе го споменам благодарности за нашиот политички опонент, меѓутоа мој драг пријател Иван Јорданов, градоначалникот на Штип, кој што беше доста заинтересиран и пружи поддршка и во посетите на компанијата во неколку наврати тука да може ова да се реализира, и ова е добар модел на соработка кој што овозможува практичен ефект и практични резултати за сите наши сограѓани, без разлика на етничката, политичката и било која друга припадност. Тој модел треба да се практикува и понатаму. Мене наистина жал што денеска не е тука со нас. Јас завршувам тука, повторно кажам благодарност за сите што го споменам, извинете ако некого заборев, јас сум навистина возбуден и она што можам да го кажам е дека од зборови веќе преаѓаме на дела, така што од сега натаму одиме со реализација. Благодарам уште еднаш и уживајте.